Добро утро, почитувани гледачи. 3 јануари е првиот работен ден во новата година, време кога се испраќаат позитивни мисли и се посакуваат најубави желби. И јас ќе го сторам токму тоа. Ви посакувам се најдобро во 2023 и во наредните мигови нема да ве замарам ниту со загадениот воздух, ниту со економските тешкоти во годината пред нас, ниту пак најмалку би сакал тоа да го направам со политика. Во наредните 20 на минути ќе зборуваме за она што е најважно кога станува збор за секој почеток. А почетокот на годината особено е важен, време кога се поставуваат целите. Што сакате да постигнете во 363 дена пред нас. На оваа тема ќе зборуваме со универзитетскиот професор Лазар Ѓуров, кој истовремено е и консултант за организацијски развој. Господин Ѓуров, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телно. Добро утро, добро најдов, да им посакаме на гледачите успешна и срекна година. Да го напоменеме терминот успешна, не само срекна. Така, ќе зборуваме за разликите помеѓу успешна, срекна и како да се направи балансот меѓу овие два термина, односно овие две желби кои си ги посакуваме и поставуваме пред нас. Она што ве прави многу податен за разговорот околу поставување на цели и како тие да се постигнат е тоа што и самиот пред 2 години поставивте цел и од еден рекреативен тркач или трчач, како да го наречам, успеавте во 2022 да истрчате маратонот 42 километри. Да. Честитки за истрчаниот, за подвигот, навистина е подвиг, особено што, како што реков, до пред 2 години бевте само рекреативец. Како успеавте? Како трчањето стана дел од вашиот живот? Стана посериозен дел од мојот живот со одлука, односно со поставена цел. Дојде момент кога заради професионални обврски сватив дека веќе физичката активност многу ми фали и дека треба нешто да направам. И нова година е вистински момент за тоа, кај што одлучив дека сакам да се вратам на тоа. И сега клучниот момент е што многумина од нас нешто прават, ама немаат поставена цел за да влезат во тоа посериозно. Мене лично, а и повеќето луѓе, целите ни прават да се организираме. Денеска почнуваме со разговорот, пошто си поставивме цел да го направиме, па дојдовме сите. Значи, целта е нешто што ќе не води кон фокусирано, активно движење кон одредена работа, така и со трчањето. Поставив неколку цели, меѓу кои што првата беше да истрчам полумаратон и влегов во процес. Сега интересно е патувањето, бидејќи тоа што го замислив на почетокот и тоа што испадна на крај беше друга, ама тоа е исто така интересен момент. Поставуваме цел, но патувањето до целта ќе ни помогне да се модифицираме, да учиме и да стигнеме до неа. Добро, зошто е гледачите кои можеби ги заинтересиравме со најавата, е важно на почетокот на годината, можеби е веќе доцна 3 јануари, требаше тоа да го сториме на 1 или на 2, односно на 31 декември, да ги замислиме, да ги поставиме и да ги запишеме целите. Зошто е важно да се има цел, да се постави цел? Веројатно одговорот ќе лежи во онаа максима дека во животот е многу важно да се има и смисла. А ако се има смисла, лесно е да се постават цели. Јас би го поставил вака одговорот. Прво, поставуваме цели за да движиме напред. Целите треба да бидат нешто што ќе значи некаква позитивна промена. Сакаме нешто да постигнеме. Ако имаме цели, ќе движиме напред кон развој. Сега, интересното е поврзаноста со смислата. Еден од механизмите кои што ни прави да ги оствариме целите е да ги поврземе со нешто што за нас има смисла. Пример, јас не го истрчав маратонот за себе. Јас го истрчав за мојата фамилија, посебно за моите деца. Во мојата цел јас трчам за да бидам здрав за моите деца. Јас со трчањето, мојата визија е да на постари години бидам витален, здрав и тука за моите деца. Интересно е дека целите сами по себе, без некаква поврзаност со нешто што нас не значи, се трчање. Нема смисла. Ама ако го поврземе со нашето здравје, ако го поврземе со нешто што нас ни е важно, тогаш мотивацијата, инспирацијата ќе биде тука и во моментите кога ќе има криза. Кризи ќе има, не секогаш ни се прават работи што се напорни, кои што барат од нас да излеземе од комфортна зона. Така да, целите ни требаат за да прогресираме напред, истите треба да ги поврземе со нешто што ни е важно, за да може да се одржиме на патеката. Така, заеднички со честитката до вашите следачи на вашиот Facebook профил, рековте, го запишавте и тоа, дека пред 2 години на нова година донесов одлука да трчам и тоа даде резултат.
во 2022, ве цитирам сега, истрчав цел маратон од 42 километри, затоа и за годинава пред нас ќе донесам неколку одлуки. Верувам дека влегувањето во нов циклус е добар момент за воведување на нови навики и поставување на нови цели, па меѓу целите за 2023 неколку се десетина. Истрчан уште еден маратон со подобро време од овој. Например, еве ми падна во очи и ова. 4 од 7 дена, денот го почнувам со студен туш. 5 од 7 дена станувам 45 минути пред другите и реализирам утрински протокол за себе центрирање. Нешто што се сретнува многу во кај овие мотивацијски говорници и писатели на книги за личен развој. Од кога вие како универзитетски професор, како воено лице по струка за гледачите кои ги интересира можеби, се посветивте на тој личен развој? Од кога сте на тој, како да речам, од кога ви интересира ова? Од секогаш. Интересното е што личниот развој го доживуваме како нешто што е надвор од животот или нешто на што треба да се посветиме. Ако живееме, сите ние сакаме да живееме и убаво и да реализираме нешто. И сега прашањето е дали постојано се преиспитуваме што можам јас да променам кај себе. Што можам, како јас можам подобро да се организирам, како јас можам подобро да се справувам со предизвиците во животот. Така и доаѓа и со целите. Ако поставиш цел, имаш амбиција, одма се соочуваме со предизвици. Подобра организација, за да се трча треба да се организираме, фамилија, други обврски. Така да личниот развој е дел од нашиот живот, но за жал ние под личен развој подразбираме само образование, не и себе преиспитување. Дел од техниките се научно потврдени дека даваат резултат. Што се постигнува со студениот туш наутро? Се подигнува енергијата, се стимулира нашиот внатрешен механизам за заштита, се подигнува будноста и куп други биолошки механизми кои што не прават поспремни за денот. А како од што се состои тој утрински протокол за себе центрирање? Прво од малку време во тишина со себе, за да не влеземе веднаш во денот, пошто ние стануваме и веднаш со обврски, да се освестиме себе си, кај сме, да покажеме благодарност сме живи за се што имаме, за да го донесеме мирот во себе. Потоа да се подсетиме на запишаните цели, што сакаме да постигнеме, бидејќи еден од проблемите со целите е заборавањето. Да сакаме да правиме ова, ама од дневните активности не посветуваме време. Пошто во текот на денот ќе треба да се организираме да одвоиме време. Целите ќе се постигнат само ако инвестираме време во нив. Тие може да ги запишеме, ама ако не тренираме, нема да го направиме тоа што и да значи. Дури да е бизнис, ако не посветиме време да го развиваме бизнисот, нема да расте. Дел од ритуалот или од тој протокол е да се подсетиме на целите, благодарноста, време со себе, физичка активност, која што ќе може да не задвижи и полека да го испланираме денот и да го визуализираме. Доволно се 45 минути за ова? Па зависи како ќе, на почетокот може и повеќе време ќе ни треба додека да ги поставиме работите, ама после се напишани, само поминуваме преку нив и се потсетуваме. Така, сега за да се биде во баланс со самиот себе и за да се биде свесен за ова дека личниот развој е дел од нашиот живот, за да бидеме свесни за тоа, е многу важно да се постават, да се замислат, да се осмислат и да се запишат целите. И еден од тие мотивацијски говорници или лидери за само развој, Брајан Трейси, мислам, вели дека разликата помеѓу успешниот и неуспешниот човек е само тоа. Успешниот човек ги запишува целите, а неуспешниот тешко ги визуализира или тешко му и да ги осмисли. Значи, сите ние имаме внатрешен порив, енергија и желби, меѓутоа остануваме на желби. Не знаеме желбите да ги фокусираме како цели, па и да ги запишеме. Која е разликата помеѓу желби и цели и зошто е важно да се постават и да се запишат целите? Конкретната разлика е што желбите се малку поопшти. Сакам да имам убав живот. Сакам да сум среќен, сакам да сум добро, убаво, желба е. Ма целите се многу поконкретни. Што за тебе значи убав живот? Што за тебе значи здравје? Што за тебе значи успех? Например, да запишеш годинава сакам да истрчам 21 километар. Тоа е цел. Годинава, временски ограничена, специфична, точно колку треба да биде истрчено. И веќе нема релативизација. Ќе заврши годината и ќе отвориме целта и
Истрчали ти горен 21? Не, значи целта не е постигната. Запишувањето веќе ни прави некакво го материализираме тоа што сме го напишали и дури, како викаме, не гони. Стои тука, го погледнуваме, викаме 21, до 6 месец не сум ни почнал да трчам. А до 12 ќе треба да го направам ова. Целите сами по себе после не стават во позиција дека треба да се организираме. Запишувањето ни ги детерминира крајните резултати, тоа веќе почнува да не става во позиција да се организираме и тука почнува големата игра. Проблемот е што многу луѓе кога ќе да ги запишат заради тоа што ќе се случи тоа, после ќе треба да се соочат на 31-ви, што обидна со целта. Не успеав да реализирам, значи не сум организиран. Да се вратат на запишаниот календар и да се штиклира што е остварено. Да. Затоа и се охрабрува и некаде да се стават на видно место, за да ги гледаш. Стварно заборавот е нешто што не прави да ние запишеме, а после ништо од тоа. Иако е многу интересно и ако се види некоја стара цел запишана од пред 4-5 години, како била неостварена во првите две и одеднаш се остварила, а ние сме ја заборавиле воопшто. Може би има нешто и во оној внатрешен GPS кој не води без разлика на тоа колку се подсетуваме или не на целите. Сигурно е можно и тоа, ама ние зборуваме за тоа како ние да се управуваме. Каков е вашиот впечаток, колку од луѓето во Македонија го практикуваат тоа, поставуваат цели, тежнеат кон остварување, ја прелистуваат таа листа, бидејќи најголемиот број од нас си посакуваме здравје и среќа во новата година и кога ќе речеме здравје, тоа е навистина важно и тоа го разбрал само оној кој се соочил со предизвикот, за жал многу мина предоцна, бидејќи кога ќе се загуби здравјето, ништо друго не е важно навистина. Кои други цели треба да се постават? Каков е вашиот впечаток? Дали нашите гледачи, например, кои сега не гледаат, имаат поставено цели или? Многу индивидуално, но ќе си дозволам да споделам мислење, иако тоа не е потврдено со некаква анкета или истражување. Јас имам чувство дека не многу, дека не доволно поставуваат конкретни цели. Конкретно нешто што сакат да го постигнат, за да можат после да се задвижат кон него. Некако имам чувство дека дори дел од нашиот мајндсет не спречува да поставиме амбициозни цели. Скромност, многу арно не е нарно, биди златна средина. Со таков мајндсет не можеш да движиш напред. Треба да речеш, јас ќе истрчам 42 километри. Ај не се занесувай сега. Одма ти се јавуваат внатрешни гласови кои што ни прават да бидеме скромни, да не поставиме амбиција да движиме напред, дури тоа е можеби главната причина поради која што не запишуваме и не се посветуваме на работите, а и реално ако погледнеме околу нас многу малку прогрес има. Тоа е до менталитетот? Веројатно да, пошто треба да имаме одреден мајндсет, дури во моите постои јас имам еден хаштаг mindset is everything, winning mindset. Прво треба да веруваме во себе, второ да сакаме прогрес и да потоа ќе бидеме храбри да донесеме одлуки. Ако јас замислете која дрскост е. Не сум трчал долго време и викам ќе истрчам 21 па после 42. Треба да имаш верба во тоа дека во тебе го има тој потенцијал, иако сега не е докажано дека можеш, ма да, јас можам да, не знам, си купам нов стан, си развијам бизнис, не знам. Може да биде цели да си го одржам здравјето на ова ниво, да останам здрав и жив во 2023. И дури параметри да ми намали, да го намалам притисокот, да го намалам шекерот, по-конкретно, пошто тоа здравје многу пати е, не знам, имам болка во грбот, да ја немам болката во грбот. Значи, ако 31 ден у месецот имам болка, да ја немам. Тоа е целта. Како ќе измериме? Па ќе видиме, ја има или ја нема. Ти ова здравје општо. Ти викаме здравје, а уствари холестероли, да ги поставиме точно запишани и после ќе почнем процесот да размислуваме како да подобриме. Така. Зошто е важно да се запишат целите? Да не подсетуваат, да ги формализираме правилно, за да направиме разлика од општи желби кон цели, за да бидат тука и повремено се прашуваме движиме ли, пошто ако треба да истрчаме 21, треба на пола од времето веројатно да истрчаме пола од дистанцата. И ако поминало пола од времето ние не сме истрчале, треба да се препрашаме. Пошто едно е да ја поставиме целта, друго е да се организираме. И многу пати луѓето и не ги поставуваат, пошто ќе треба после тоа да се соочат со процесов. Чекај да се организира фамилија, време, обврски, храна. Поставената цел потоа бара ангажман. А тој ангажман носи стрес веројатно, па заради тоа луѓето по линија на помал отпор веројатно, не сакајќи да излезат од таа
удобна зона или зона на некоја лажна на некој лажен комфор, не сакаат да си прават стрес, веројатно, дополнителен. Па комфор е сега лажен. Ако немам цели, ништо не ми прави немир. Се е супер. Ама не напредувам. Стојам во место и тука е балансот. И јас и во организацијата во која што работиме, имаме две цели: успех и среќа. Мора да тежнееме кон успех, кон поставување на цели и нивно надминуваме, да не ја загубиме среќата. Може многу лесно да немаме цели, ќе сме успешни, ќе сме среќни, радувајме се на денот, се е супер. И тоа е важно, ама мора да прогресираме, мора да ги поместуваме работите, мора да сакаме да бидеме подобри, да креираме повеќе работи, пошто погледнати на општествено ниво, има општества кои што успехот им е внатре впиен во нивниот мајс. Тие постојано движат, постојано прават иновации, постојано нешто менуваат. Кај нас да сме среќни. И тоа е тоа. Со ова е окей. Било и полошо. Но видите, истражувањата, пак анкетите на јавното мислење покажуваат дека македонскиот граѓанин е еден меѓу најнесрекните во светот. Не сме најнесрекни, меѓутоа во таа долна табела сме, во долниот дел и важиме за една од понесрекните нации. Несрекни заради предизвиците со кои треба да се соочиме. Тоа е навистина тешките времиња, односно предизвикувачките времиња на секое поле. Безбедносно, економско, политичко. Не живееме во срекно општество за да луѓето бидат срекни и затоа зачудува зошто не постават цели за сопствен прво, а потоа и заеднички колективен напредок, меѓутоа веројатно се е индивидуално. Се е индивидуално и јас пак ќе се вратам, веројатно е менталитет. Многу работи се пренесуваат низ генерации во процесот на воспитување и не се создава внатрешен драйв да човекот одлучи да ги движи работите напред. Некако биди среќен со тоа што го имаш, било и полошо, скромно. Океј, скромноста е доблест. Значи да сме свесни дека сепак тоа што го имаме треба да сме благодарни и така натаму, меѓутоа треба да има амбиција. И многу убава паралела направи. Ако нема амбиција, ништо не правиме, ѓомите ја чуваме среќата, уствари тонеме во несреќа, во нефункционалност, во неменување на нештата. И се помируваме со тоа, ама се помируваме со незадоволството. Така да на индивидуално ниво секој да стварно го освести својот потенцијал дека може да ги помести работите. Не мора во светот за почеток, прво дома. Нешто не ми се со наједноставните, како што рековте, во 2023 да исчезне болката во грбот, да им тргнам, да им заштедам на внучињата по 300 денари месечно или нешто така, нели едноставни работи треба да си ги поставиме како цели. Да. Една од предметите кои го предавате на Воената академија, Михајло Апостолски, е лидерство. И кога станува збор за овој термин, многу се наметнуваат низа прашања. Првото прашање кое ми доаѓа на ум е зошто во Македонија, односно генерално во светот, или е мој впечаток пак тоа, нема лидерство или нема лидерство какво што имало низ годините, низ историјата. Сме учеле за навистина битни историски ликови. Во моментов не можеме да препознаеме такви и веројатно тоа е една од причините зошто светот на глобално ниво сме во една таква лоша фаза од човештвото, еден циклус надолен кога ги загубивме сите вредности и идеали и кога навистина треба лидерство кое ќе го запре ова тонење надолу и ќе креира повторно добри времиња. Ке ти опонирам со мое размислување. Не мислам дека времињата во кои што живееме се најлошите во човештвото. Човештвото во историјата имало многу пострашни војни од оваа. Не дека живеело во не знам какво изобилие. Ова е само специфичен период во кој што поминуваме сега, пошто едно време помисливме дека готово, човештво веќе толку еволуираше, посебно кај нас, пошто во други региони континуирано се водат војни. Ние малку, луѓето, можеби тоа е основната причина и врзано и за лидерството, сме себични. Супер, на Европа е супер, нема војни, топе, ама таму некаде тоа за нас не интересира. Така да не живееме во најлошите времиња, имало и полоши, меѓутоа нас сега ни се освестува дека пошто во соседството почна вооружен конфликт војна, викаме чекај, по ова не било толку идеално. Јас ќе се сложам дека фалат глобални лидери кои што размислуваат за планетава, ама тоа од секогаш фалело. И сега веројатно ќе дојде момент кога ќе се договорат меѓу себе. А дали има лидери? Има.
Кога има конфликт, има лидери. Значи некој сака едно, некој сака друго, се судриле и сега тепачка. Значи лидери има, додека победуваат на избори, народот ги гласа, некој успева да го привлече народот и да тера во насоката во која што тера. Но ескалациите покажуваат дека нешто таму не функционира во нивниот диалог. Веројатно фалат лидери кои што ќе размислуваат за општа добра, не само за доброто на својата земја. Земјата Обединети нации постои како структура, меѓутоа дали успеа да зазема улогата каде што лидерите седат заедно, се договарат и тоа е почитувано и планетата просперира. Не. Веројатно кај лидерството има многу себичност. За мене да има, не знам за другите. И тоа прави да се случува тој судир и се уште се тепаме меѓу себе и се убиваме како животни, веројатно не сме еволуирале доволно. Кога станува збор за лидерството во Македонија, каква е вашата оценка, бидејќи опониравте на првото прашање, сметате дека има лидерство? Имаме ли лидерство во Македонија? Или е вака уште по-конкретно, има еден термин за една средба на челниците на политичките партии што се нарекува лидерска средба. Го заслужуваат ли тоа име луѓето кои присуствуваат и одат на тие средби? Јас сакам малку да го демистифицирам терминот лидерство, ќе го одговорам прашањето, па после ќе се вратаме и на ова. Се додека луѓето бираат некого да ги води, тој по дефиниција има атрибут на лидер. Значи, ако на избори некој речел да, Горан сакаме да одлучува за нас, ние го даваме правото да тој води. Така да, од тој аспект, политички партии, лидери... По дефиниција, го видовме, тој човек што е избран од народот е лидер. Лидер, зашто лидерство е кога народот ви дава право да го водите. Сега, дали тоа е едната дефиниција. Другата дефиниција е дали тој води кон прогрес, дали тој исполнува цели. Пошто нели лидерот, ама ние не го бираме само за да не биде представник, туку да движи. Еве објаснете кои карактеристики треба да ги има еден човек за да биде лидер, па веројатно тука ќе произлези одговорот дали тој човек води кон прогрес и ја заслужува титулата лидер или е лидер само по дефиниција бидејќи го избрале луѓето да ги води, а тоа е со ограничени капацитети. Јас прво би рекол да ги видиме резултатите. Да видиме дали системот движи напред. Ако системот движи напред, луѓето што се избрани за лидери водат во вистинска насока. Меѓутоа погледнете ги основни параметри. Бруто домашен производ, корупција, екологија. Не гледаме поместување. Значи тие што водат не успеваат да водат. Може цели имаат, ама недобро се организираат. Сега што се основите за да некој успее да биде лидер? Прво да има амбиција. Второ да има самодоверба. Тоа веројатно го имаат. Сакам да водам и верувам дека јас можам. Ама после доаѓа другиот момент, да биде организиран. Јас може да имам желба да го решам воздухот за 2 дена. Ама тоа не се решава за 2 дена, пошто не се расипало за 2 дена. Сакам да ја подобрам економијата. Супер. Ама како да го направам тоа? Значи способност, организација, да можам тоа што сум го замислил да го организирам со сложените ресурси што ми се на располагање. Тогаш веднаш влегуваме, ама луѓето вакви, ама луѓето такви, ама системот. Да, ама ако беше лесно, секој ќе се нафатеше. Треба да си способен, тоа што си го замислил да го реализираш и плюс има тука низа други карактеристики. Храброст? Амбицијата јас ја гледам под храброст. Ако е амбициозен, ако поставува цели, ако сака да го постигне тоа. Стабилност е исто. Ја познавам исто... амбициозни луѓе кои не се доволно храбри, па заради тоа не е. Добро, може да го земеме. Има амбиција, ама нема храброст да ја го стави во акција, да влезе, пошто во реализацијата ќе се судриме со нешто, ќе има отпори, првењето промена, посебно оваков систем е сложена работа. На некого ќе треба да му го запрете. Добро, кога зборувате за карактеристиките на лидерите, велите ако има прогрес, значи може да му се препише успешност на тој лидер, меѓутоа гледаме дека во последно време не само Македонија што стагнира или назадува на секое поле, стагнираат и многу земји во светот. Затоа реков дека ги загубивме идеалите и вредностите и дека живееме во лош период од човештвото, не во најлошиот можеби. Меѓутоа генерално впечатокот дека светот стагнира и дека напредуваат само одредени земји кои пак имаат многу авторитарно лидерство. Дали се оправдани сите механизми со кои еден лидер ќе се искористи за да ги оствари своите цели и амбиции? Бидејќи по правило, по дефиниција, демократијата значи дека народот избира водач кој ќе го води, иако некогаш често пати се случува малцинството да избира, односно помал број од народот да излезат на избори да изберат водач кој ќе ја представува една држава или една нација.
а мнозинството да биде апатично или да не се согласува со тоа. Меѓутоа, голем број земји, особено оние кои прогресираат во последните години, имаат цврста рака, авторитарни лидерства. Ке се вратам на тоа дека фали глобално лидерство. Дека фалат лидери кои што ќе размислуваат за целината. Еден од главните проблеми е тој што води да води само за себе и за својот народ. Да не размислува за планетарно. И сега моментот се судираат по големи сили. Порано, не знам, некои биле потивки, па сега се изгубил тој баланс и не сакаат да попуштат и сега се судираат. И тоа се случува во моментот и малку не буди од сонот. Од друга страна, може би одредени лидери што беа, не знам, Меркел успеваше да се справи со Путин. Може би не го подценуваше. Се случи промена таму, се случи ова што се случи. Конфликтот. Веројатно, некои луѓе што воделе помудро и знаеле со кого имаат работи и наоѓале начини како да прават баланс. Тоа што моментот се случува е резултат на недостаток на вин-вин пристап. Како да живееме заедно. Многу сме поделени се уште, иако се сметаме за еволуирани суштества, ние се уште имаме мое-твое. Интересен е фактот дека на планетава има доволно ресурси за сите да живееме во изобилие. Има доволно вода, храна, се што ни треба за сите луѓе да се срекнат. И Путин е може би одличен лидер за русите, а Ердоган за турците и Бајден за американците, меѓутоа сето тоа води до уништување на планетата. Ние за многу брзо време ги гледаме ефектите од климатските промени какви се. Видовме што се случуваше во Соединетите американски држави, -50 температури, невидени, топли зими во Европа. Значи, се промени и одиме кон пропаст. Сите заедно и вака заеднички. Тука е опасноста на лидерството, бидејќи јас кога држиме кампови со млади луѓе или обуки, кажуваме дека тоа што го учат сега е многу сериозна работа и дека треба внимателно да го користат. Бидејќи ако некој има лидерска мок, треба да знае правилно да ја користи. Ако јас можам да поведам луѓе, ама работам само за себе против другите, ќе се случи тоа што се случува. На планетава и во државава фалат лидери кои што ќе работат вин-вин. Ќе пробаат да креираат решенија во кои што нема да добијам само јас. Туку ќе креираат решенија кои што ќе бидат одржливи. За жал, тоа отсуствува. Не дека отсуствуваат лидери. Еве, спомнувате држави кои што се силни, водат, прогресираат, не знам, влегуваат во конфликти, ама каде не води тоа? Кон убивање, не води кон уништување, не води кон уништување на екологија, на целата животна средина за финансии. И добро, ако интересно е со воздухот, супер е. Значи, они пари направија, ама сите дишеме загаден воздух, меѓу кои што нивните деца. Која е поента? Ама тоа е интересно кога размислуваме себично. Јас да добијам, другиот да изгуби. Исто така, како воено лице, како старешина по чин, нели? Велите дека прогнозирате дека освен тоа што ги запишавте целите за 2023, велите 2023 ќе биде година на борба. И најтешка борба при тоа ќе биде борбата на секој од нас со самиот себе. И веројатно тоа е најпредизвикувачки, односно најзахтевно. Најтешко е човек да се бори сам со себе, да се избори со своите мани и недостатоци. Мрзливост, импулсивност, се она што сме свесни дека не го правиме добро, сакаме да го поправиме, меѓутоа е резултат на навики и на долгогодишен живот зад нас, кои тешко се искоренуваат. Затоа година на борба со што се друго, 2023. Прво борба со себе. Прво, борба може би е многу радикален, ама нека стои така. Да се преиспитуваме себе си, да бидеме искрени со себе и да освестиме дека имаме слабости што треба да ги надмине. Бидејќи целите без развој, без работа на себе ништо нема да постигнат. Постојано преиспитување. Може би тоа и фали во општество. Покажување на самокритичност. Каде јас грешам? Заради нив е, заради другите. Добро, и другите имаат одговорност. Што можам јас да сменам? Таа работа со себе ќе не направи после да можеме и да водиме, пошто луѓето ќе не следат ако видат дека ние стварно се преиспитуваме и се обидуваме да бидеме подобри луѓе. Борба понатаму со што? Со се што ќе влоцираме што мислиме дека не е добро. Не е чист влезот, окей? Разговарај со тие што треба да го ичистат. Не ти се допаѓа нешто во заедницава, реагирај, оди, пробај. Е добро, ти уопштина може ке сакат да те забошотат, да те тргнат од дневен ред. Не се откажувај. Зашто демократијата сама по себе подразбира активно граѓанство во континуитет, не само гласање. Се тука има проблем кога човек тоа ќе го прави, луѓето го доживуваат како конфликтен, оти нели сакаме мир у куќе да има, ама изгледа не ја разбираме демократијата. Демократијата е континуиран конфликт.
континуирано не ми се допаѓа ова, ајде да збориме како да го смениме. Таа борба, ако сите се оживееме, ќе живни општеството и ќе одиме кон прогрес, ќе дискутираме, ќе дебатираме, ќе вадиме аргументи, ќе се разубедуваме и веројатно ќе дојдеме до некакво решение кој што ќе не движи напред. Ама при тоа многу важно себе преиспитувај, да не претерувам, го наоѓам ли најдобриот начин, преговарам ли најдобро, да не сум влегол многу во агресија, па другиот да се затвора. И ако тоа го правиме, се буди системот целосно и оди напред. Лазар Ѓуров, ви благодарам за гостувањето во утринската, ви посакувам остварување на сите цели, истрчан уште еден маратон и да се видиме повторно, да видиме по списокот која од целите е остварена, која не е. Фала. Ви посакувам и на вас да си поставите цели ако не сте поставиле и со цврста решеност да ги реализирате и вие и вашите гледачи. Ви благодарам многу.